чим се случува ваков тип на ситуација, како се кажа, тогаш треба да се запрашате што не чини во пазарот на снабдување. Дали не е помалку лицемерно владата да вели дека го поддржува бојкотот на граѓаните? Јас мислам дека државата треба да повторно да седне на маса, нека со било кого, со самата себе и со политиките кои ги води, да види каде ние ја промашивме лекцијата, зашто Македонија не произведува доволно храна. Мицкоски и ДПМН не направија ништо за да ги спречат вртоглавите растави на цените. Може да има и еве ја се прашувам дали има и договарање на цените на целокупниот пазар за сите производи. Насекаде во регионот и во Европа цените на основните продукти паѓаат, а само кај нас значително, драстично се зголемуваат. Треба да се прашаме зашто створивме во општество на кое му е полесно да тргува отколку да произведува. Велат Артан Груби е близок со СДСМ. Истиот тој Артан Груби беше пропуштен да помине преку граница од кадри кои што се тесно поврзани со ВМРО ДПМН-евски челници. Одговорноста за овие нарушувања и на овие знаци на напредок кои што постоеле ја носиме. СДСМ беше казнет на избори. Гледајте го новото издание на Трилинг вечерва 20 часот и 45 минути.